ако речам дека ова е признание, но уште повеќе голема одговорност. Имам огромна чест да стојам на челот на тимот искрени и посветени борци за нашиот дом. Бидејќи тоа се луѓе со честност и срце, кои нема да молчат пред неправдата. Луѓе што носат одлуки и имаат визија за подобар Прилеп, за подобра иднина на Прилепчани. Другари и другарки, драги пријатели, Прилеп е наш дом, а не туѓ проблем. Застанат во времето, потонат во безидејност, мрак и тишина. Сонува за прогрес. Доста е. Прилеп може и мора повеќе. 4 години гледавме како Прилеп се гуши под раководство на градоначалник и советници кои заборавија кому му служат. Прилеп е мојот дом. Вашиот дом, Прилеп е нашиот дом. Дом на нашите баби и дедовци, на нашите родители. Наша должност е да го исполниме нивниот аманет, да направиме се што е во наша моќ, Прилеп да биде дом и за нашите деца. Затоа сме сите ние оваа вечер овде, да ја продолжиме борбата, да се бориме и да се избориме за Прилеп. Она што на сите ни е јасно е дека таа борба нема да биде ни малку лесна. Бидејќи после 4 годишното владење на ДПМН, нам и на сите граѓани во наследство ни останува опустошен и обезличен град, запуштени и испустени села, осиромашени граѓани. Градоначалничката функција ја разбирам како теренска, а не како канцелариска работа. Да се биде градоначалник, значи да се биде меѓу народот и со народот. Да се биде градоначалник на Прилеп, пак не е можно без враќање на духот на градот, на чаршијата, на еснафот, на мајкапот. Тоа, почитувани мои граѓани, јас го можам и затоа ја барам вашата поддршка. Ја барам поддршката за мојата кандидатура за градоначалник на општина Прилеп. Ја барам поддршката за кандидатите на СДСМ и коалицијата за членови на Советот на општина Прилеп. На 19 октомври да излеземе на гласачките места и гласајте за бројот 5, да се избориме за победа, за враќање на Прилеп на патот на просперитетот и развојот.
Секој чекор низ Прилеп е потсетник дека тука почнала борбата за слободата. Тука се слушнале првите пушки на народно-ослободителната борба. Тука луѓето не прашувале кој е посилен, туку што е исправно. Тука во Прилеп се раѓала идејата дека нема ништо посвето од тоа да се бориш за својот народ. Затоа Прилеп е символ на непокор, на жртва, но и на вера дека правдата секогаш победува. И затоа да се стои пред Прилеп значи да се стои пред историјата. Пред генерации кои не се плаша да дадат се за оваа земја да биде слободна. И денес, кога гледам оваа преполна сала, ја чувствувам истата сила. Силата на луѓе што не ја прифаќаат неправдата како судбина, луѓе што не сакаат држава заровена во лаги и поделби. Почитувани пријатели, најпрво дојден сум тука да ја побарам вашата поддршка за овие честни, работливи и пред се луѓе со големо достоинство. Да побарам поддршка за Петра, жена борец, жена која ќе го смени начинот на водење на општина со честна и отворена работа за граѓаните. Да побарам поддршка за оваа советничка листа, составена од ваши сограѓани, кои вие многу добро ги познавате и знаете дека тоа се луѓе кои нема да ве заборават откако ќе влезат во Советот, туку ќе работат за вашите интереси и ќе ги решаваат секојдневните проблеми во Прилеп. А изборот во Прилеп никогаш не бил појасен и полесен. ВМРО ДПМН за 4 години го уништи градот. Најголемо признание за хаосот кој го создадоа е фактот што не го кандидираат актуелниот градоначалник, а сака да направат нова измама, сега нудејќи го Дејан Продановски. Продановски е човекот кој 3 години председава со Советот на општината и е исто толку одговорен за хаосот како и актуелниот градоначалник. Значи, истите луѓе ви ја бараат довербата и ова измама не смее да помине кај прилепчани. Овие луѓе заедно ги правеле сите зулуми тука, заедно го задолжувале градот, ги качувале давачките, го краделе буџетот на општината и сега го менуваат курто со мурто, надевајќи се дека прилепчани ќе заборават, но тоа ние нема да дозволиме. Денес гледаме власт што не знае што значи државност. Власт што секој ден го понижува трудот на обичниот човек, а се однесува кон институциите како кон партиски штабови. И кога ќе ги слушнете нивните празни говори, запомнете едно: луѓе без визија и резултати секогаш зборуваат најмногу за минатото и за противникот, затоа што резултати немаат, а иднината им е неизвестна. Мицкоски во своите говори нема што да каже. Се однесува како опозиционер после година и пол власт. Немаат проекти, немаат план, немаат идеја, немаат визија. И затоа измислуваат предавници и пријатели, куферчиња и приказни за мали деца. Се надеваат дека само така може да преживеат во маглата на конфузијата и стравот. Дали Максим се плаши дека е пуштен из вода, откако еднократно го искористија? Тоа ли е стравот? Или пак стравот е затоа што е разоткриен од граѓаните кои ги излажа на претходните избори? И треба му биде страв, затоа што секој кој решил да ги предаде идеалите за функција не обстанал. Свати Максим дека луѓето полека се враќаат во СДСМ.